ова се настаните на денот. Со забрана на извоз на пченица, брашно и масло, владата ќе го штити домашниот пазар, откако дел од трговците презеле шпекулативни дејствија. Охридските превозници и такси компании бараат зголемување на цената на превозот. Охридски комуналец се справува со дивите депонии, граѓаните ги создаваат преку ноќ. Уметникот Тони Попов преку проектот Маргини внесува боја во сивото секојдневие. Беспилотното летало кое падна во Загреб од руско производство, но не се знае на која земја ја припаѓа. Со содржините во дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес, по студеното утро, во текот на денот имавме умерено облачно, ветровито и студено време со сончеви периоди. Максималната дневна температура изнесуваше 2 степени Целзиусови. Во сабота во западните делови на Европа ќе преовладува нестабилно време со врнежи од дожд кои што ќе бидат проследени со засилен ветер. Во останатите предели од Европа стабилно време со сончеви периоди и релативно топло, со исклучок во крајните источни и јужни предели каде ќе има невообичаено студено време. На Балканскиот полуостров претежно сончево време со локална облачност, ветровито и невообичаено студено. Во крајните источни предели со слаби и локални врнежи од снег. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од -1 до 9 степени. Во Македонија во сабота ледено утро со невообичаено ниски утрински температури за овој период од месец март, кои што ќе се движат во интервал од -13 до -3 степени. Во текот на денот ќе преовладува претежно сончево време со појава на локална облачност, ветровито и студено. Максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат до -4, односно до 7 степени. Во Охрид во сабота по студеното утро и температура од -7 степени. Во текот на денот ќе преовладува претежно сончево време со локална облачност, ветровито и студено, со дневна температура до 2 степени. Во недела претежно сончево време со појава на локална облачност, минималната температура од -8 степени, додека пак дневната до 4 степени Целзиусови. Во понеделник и вторник по студеното утро и температура од -5, односно -4 степени. Во текот на денот сончево и потопло време со максимални 6, односно 8 степени Целзиусови. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во безпрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Grohe, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Дисконт Златна капка. Прв избор за сите ваши прослави и семејни веселби. Вршиме дистрибуција на сите видови алкохолни и безалкохолни пијалоци по најповолни цени во Струга и Охрид. Од нашата винска карта одберете вино од реномирани странски и домашни компании. Од богатиот асортиман со над 600 производи, покрај алкохолни и безалкохолни пијалоци, можете да се снабдите и со квалитетни чаеви и кафе. Тајната на 5-годишното успешно обстојување е секогаш задоволни клиенти. Дисконт
Златна капка. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Од денеска е забранет извозот на пченица, јачмен, пченка, пченично брашно, семе од сончоглед и сончогледови масла, соопшти министерот за економија Кришник Бектеши. Одлуката за забрана ја донесе владата и ќе трае во наредните 10 дена, а незината цел е да се избегнат шпекулативни дејства на трговците и производителите, заштита на домашното производство и граѓаните. Владата забрани извоз на пченица, пченка, јачмен, брашно од пченица, семки од сончоглед и масла до 20 март. Министерот за економија Кришник Бектеши на денешната пресконференција рече дека мерката е донесена за заштита на животниот стандард на граѓаните и домашниот пазар во една од најголемите економски кризи. Тој посочи дека во услови кога се очекуваат нарушувања на пазарот поради недостаток на стоки неопходни во производството, преработувачката индустрија и за животот на граѓаните, неопходно е да се избегнат шпекулативни дејствија на трговците и производителите. И да им гарантирам на граѓаните дека државните стоковни резерви во Македонија се стабилни. Северна Македонија има доволно количина на залии од пченица и пченка за покривање целосно на домашните потреби. Приватните млинови, приватните компании во земјата располагаат со преку 50.000 тони залии од пченица, преку 10.000 тони пченка и над 8.000 тони јачмен. Доколку се појави потреба, државата е подготвена и за дополнување на стоковните резерви, но за тоа во моментов нема потреба. Граѓаните да не подгледнуваат на никакви шпекулации и да не се грижат. Бектеши апелираше до сите економски чинители дека сега е вистинското време да се покаже разбирање и да се придонесе за намалување на негативните последици од кризата. Им порача на трговците и производителите прво да се грижат за домашниот пазар, а потоа за извоз. Тој апелираше и до граѓаните да не подлегнуваат на шпекулации и да не прават залихи од производи, бидејќи во државата има доволно од овие производи, а има доволно и од стоковите резерви. Треба да се има во предвид дека во вакви времиња одредени трговци се обидуваат да направат поголеми профити. И ја би сакал да ги споделам со јавноста податоците кои сме ги добиле од страна на Царинската управа. Само во последните 10 дена масло од сончоглед од Северна Македонија е извозено, е направен извоз од 416 тони. За пченка е направен извоз од околу 700 тони. За брашно од обична пшеница и пир 166 тони. За брашно на полица 2 тона, брашно од тврда пшеница 174 тони. Мерката за забрана на извоз е времена и ќе трае 10 дена, затоа што, како што рече министерот, има динамичен план со Стопанската комора за увоз на овие производи. Во меѓувреме, владата врши анализа за тоа како се применува одлуката за ограничување на маржите на основните производи во трговијата на големо и мало. Во однос на тоа дали ги има производите на рафтовите и по кои цени се продаваат, Државниот пазарен инспекторат заедно со финансиската полиција и УЈП секојдневно се на терен, прават контроли и се очекува нивниот извештај. Охридските превозници и такси компании барат зголемување на цената на превозот. Цените на горивата кои вртоглаво растат на дневна основа го загрозуваат функционирањето на овие компании, па тие бараат од градскиот совет корекција на цената во линискиот превоз и на стартната цена во такси превозот. Секојдневното зголемување на цените на нафтените деривати ги принуди охридските превозници во јавниот транспорт да бараат зголемување на цената на превозот. Превозниците и такси компаниите, за да може да функционираат, бараат од градскиот совет
покачување на цената на билетите за општинскиот линиски превоз и за стартната цена на такси превозот. Во линискиот превоз имаше зголемување на цената пред околу 1 месец. Цената на билетот беше покачена за 10 денари, а по вчерашниот пораст на горивата превозниците бараат од Советот на град Охрид ново поскапување на билетите за уште 10 денари. Директорот на АД Галеб Димитар Василевски за ТВМ вели дека неизбежно е зголемување на цените во јавниот превоз покрај секојдневните ценовни шокови за горивата. Загубите во работата се неминовни. Принудени сме да ја зголемиме цената на меѓуградскиот и линискиот превоз. Во спротивно ќе мора да ги редуцираме линиите, а тоа носи и отпуштање на вработените, посочува Василевски. Василевски вели општините тешко може да помогнат за да ги покриеме негативните финансиски импликации. Сакаме да бидеме општествено одговорни и свесни дека општините не се во можност да помагаат бидејќи досега го субвенционираа превозот во услови на пандемија, а општинската каса е се попразна. Сдруженијето на приватни превозници се обратило за помош до владата, од каде очекуваат одговор. Барање за зголемување на цената на линискиот превоз има и од такси компаниите. До Советот на општина Охрид таксистите побарале зголемување на стартната цена на превозот за 10 денари. Очекуваат нивното барање да се најде пред советниците на седница во месец април. За заштита на граѓаните од ценовните шокови, владата во пакетот од 26 мерки даде и препорака до општините да го реорганизираат јавниот превоз. Од општина Охрид пак велат дека до нивните служби немало барање за зголемување на цената од превозниците. За препораката на владата пак за реорганизација на линискиот превоз ќе чекале официјален допис бидејќи не били запознаети со оваа мерка. Во рамки на работната посета на Република Турција, делегацијата на општина Охрид, предводена од градоначалникот Кирил Пецаков и председателот на Советот на општина Охрид Сашо Дунев, денес оствари средба со градоначалникот на збратимениот град Јалова Мустафа Тутук. На средбата беше разговарано за актуелни теми, како и за продлабочување на соработката помеѓу збратимените општини. Беа разменети мислења за туризмот и предизвиците со кои се соочува настанати како последица на кризните временски неприлики, а беа разменети и идеи за нивно надминување и привлекување на туристи за престојната туристичка сезона. Беше разговарано и за размена на искуства во областа на образованието. Инаку, ова е прва официјална посета на градоначалникот Кирил Пецаков во Република Турција. Охридски комуналец продолжува со секојдневни акции за справување со дивите депонии. Загрижува тоа што некои критични места се чистат по повеќе пати, а несовесните граѓани повторно трупаат отпад. Од јавното предпријатие најавија соработка со невладиниот сектор за подигнување на еколошката свест на населението. Екипите на јавното предпријатие Комуналец секојдневно водат битка со справувањето со дивите депонии во Охридскиот регион. Изминативе неколку месеци отстранети се 170 нестандардни депонии во Охрид и Охридските села, а подигнати се над 600 метри кубни отпад. Во вчерашната акција во водите на реката Грашница беше изваден мебел и покујкнина. Загрижува тоа што на веќе исчистените црни еколошки точки несовесните граѓани повторно трупаат отпад. Зачестена е таквата појава, чистиме, другиот ден пак се прави депонија на истите критични точки. Ги имаме опирано кои се тие. Во соработка со општинскиот инспекторат веќе се на терен да ги утврдат кои се аномалиите во тие делови и во целта е решавање, да не дојде до повторување на тие действија. Па најчесто се подигнува каба со отпад и градежен шут. Во таа насока со цел решавање на тој проблем од страна на стручните служби е изготвен годишен календар за кревање на кабас и зелен отпад. Комуналец ке воспостави соработка со сите невладини организации и здруженија во регионот за заштита на животната средина. Ке се работи на едукација и подигнување на еколошката свест на населението. Охрид го заслужува да е чист, Охрид е бисер на Балканот.
Во таа насока се моите заложби да ги чистиме дивите депонии, но секако треба да се работи на подигнување на екосвеста на граѓаните. Во соработка со екоздруженијата и невладините организации што се во Охрид, подпишан во постапка е на изработка на меморандум за соработка. Од комуналец апелираат граѓаните да го почитуваат календарот за подигнување на кабасти зелен отпад во градот и да не создаваат диви депонии. ТВМ телевизија изминатиот период со помош на граѓаните лоцираше повеќе диви депонии со цел нивно расчистување и подигнување на еколошката свест на населението. Граѓаните пак апелираат инспекторите по животна средина да бидат поактивни на терен и да казнуваат. Децата од основните училишта во Дебрца ги запознаваат сликарските техники и ја изразуваат својата креативност творејќи сликарски дела. Сликарските работилници се во рамки на проектот Маргини на уметникот Тони Попов и Сдруженијето Тактус од Охрид. Маргини е само уште една активност во низата со кој Попов се труди да ја доближи уметноста до луѓето, а пред се до децата, затоа што таа облагородува и внесува боја во сивото секојдневие кое го живееме. Децата во основните училишта во општина Дебрца деновиве создаваат мали уметнички дела. На работилници кои ги држи уметникот Тони Попов од Охрид ги запознаваат сликарските техники и материјали и ја изразуваат својата креативност. Попов на овој начин преку својот најнов проект Маргини продолжува со својата мисија да ја доближи уметноста до луѓето, пред се децата, посебно до оние на кои таа им е најчесто недостапна. Маргини го спроведува Сдруженијето за развој на културно-уметнички вредности Тактус од Охрид во соработка со општина Дебрца и финансиска поддршка од норвешка организација. Главна цел на проектот е да ги ставиме во фокус децата од руралните средини и да им дадеме можност да направат нешто свое, нешто креативно. Тоа креативно на крај да го покажат и на еден начин како да создаваме сцена на која што ќе може на тие деца да им кажеме браво, да им дадеме аплауз. Во овој проект за децата обезбедени се штафелаи, платна, бои и сите останати материјали потребни за сликање. Проектот ги опфаќа сите деца од основните училишта од општина Дебрца или вкупно околу 200 деца. Дел од нив веќе ги насликаа своите први дела. Чудесно е да се види одблиску целиот тој креативен потенцијал кој овие деца го носат во себе, вели Попов. Минативе 2 недели имав можност да одржиме работилници во неколку училишта, во Оровник, во Лино, Требеништа, Горенци, и децата се презадоволни, пресреќни. Сега ова што ние го правиме е наистина малку, меѓутоа гледаме дека колку и со тоа малку децата се среќни. Живееме во пандемија 2 години, сега третава почна со војна во Украина и тоа е стрес кој што ние го живееме и кој што децата го чувствуваат. Меѓутоа ние сметаме дека уметноста баш во едни такви тешки времиња треба да биде уште погласна, затоа што уметноста е на некој начин боја во целото тоа сивило. Така да мислам дека со ова им даваме ние надеж на тие деца дека она што се може некој да го види, може некој да го слушне. Проектот ќе трае до крајот на месец мај. 4 месеци дружба со четките и боите ќе биде заокружено со групна изложба на насликаните дела, а сликарските штафелаи ќе бидат подарени на училиштата. Налето уметникот Попов продолжува со својата летна школа Пробај уметност, која е достапна за сите заинтересирани граѓани. А во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Министерството за одбрана на Русија тврди дека се уништени уште 2 украински воени аеродроми, а од Киев потенцираат дека повеќе градови трпат разорни удари. Локалната управа на градот Изјум на истокот на Украина тврди дека руските сили денес погодиле психијатриска болница, но дека нема жртви. Обединетите нации соопштија дека повеќе од 2,5 милиони лица ја напуштиле Украина. Рускиот председател Владимир Путин на денешната средба со белорускиот колега Александар Лукашенко рекол дека е постигнат одреден напредок во преговорите помеѓу Москва и Украина, без да изнесе повеќе детали.
Москва ги обвинува Киев и Вашингтон дека управуваат со лаборатории за производство на биолошко оружје во Украина, пренесува Дојче Веле. По барање на Русија, Советот за безбедност на Обединетите нации денеска попладне треба да одржи состанок на кој ќе се разговара за воено-биолошките активности на САД на територијата на Украина, напишал вчера на Твитер рускиот заменик амбасадор во Обединетите нации Дмитрий Полијански. Предходно неделава, Руското министерство за одбрана тврдеше дека Украина има мрежа на биолошки лаборатории кои работат по налог на Министерството за одбрана на САД. Украинскиот председател Володомир Зеленски синоќа ги отфрли овие руски тврдења. Тој исто така предупреди дека на Русија ќе бидат воведени најстроги санкции ако употреби хемиско оружје против Украина. САД ги гледаат овие руски тврдења како пропаганда и можен изговор за употреба на оружје за масовно уништување од нивна страна во војната во Украина. Беспилотно летало се сруши во Хрватска. Градоначалникот на Загреб денеска соопшти дека станува збор за релативно големо летало кое синоќа околу 23 часот се срушило во близина на студентскиот дом на Јарун во Загреб, предизвикувајќи силна експлозија. На местото на експлозијата останал кратер со пречник од 3 метри длабок 1 метар. Неколку автомобили се оштетени, никој не е повреден. Леталото со брзина од 700 км на час на висина од 1300 метри во Хрватска влегло од воздушниот простор на Унгарија, а таму од Романија. Хрватскиот председател Зоран Милановиќ денеска на пресконференција соопшти дека леталото со големина на авион тежок над 6 тони дошло од Украина и се урнало во Хрватска бидејќи останало без гориво. Според Милановиќ, бесмислено е како не толку софистициран дрон можел да помине неколку часа преку земјите членки на НАТО, а никој да не го забележи. Во Шангај од утре се затвараат сите училишта, учениците ќе ги следат часовите преку интернет. Оваа одлука доаѓа по евидентираните 1100 нови инфекции со COVID-19 во земјата, што е најголема бројка откако вирусот се појави во Вухан во 2020 година. Кина денеска нареди затварање и на североисточниот град Чингчун, град со 9 милиони жители, во услови на ново зголемување на бројот на случаи на COVID-19 во областа. Од жителите се бара да останат дома и да поминат 3 рунди на масовно тестирање, додека несуштинските активности се затворени и транспортните врски прекинати. Тоа е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам што не следевте. Довидување.